Во процесот на познанието најчесто постојат три проблеми, и тоа: проблемот на изворот или потеклото на познанието, проблемот на можноста и границите или вредноста и важењето на познанието, проблемот на предметот на познанието. Двата филозофски правци кои сметаат дека се извор на познанието се емпиризмот, кој смета дека извор на спознанието е искуството, и рационализмот, кој смета дека извор на спознанието е умот. Сензуализмот представува правец во познанието, кој тврди дека изворот на целокупното спознание се сетилата или сетилното искуство. Според Кант, спознанието е синтеза на содржината, а субјектот кој спознава ја дава формата на спознанието. Меѓу емпиризмот и рационализмот посредува, односно ги синтетизира и надвладува критицизмот, кој инсистира на истражување на природата и границите на умот пред било какво градење на филозофски систем. Во интуиционализмот, изворот на спознавањето се наоѓа во ирационалните функции на духот, во нешто надубно, надприродно. Догматизмот е гледиште кое смета дека е можно сигурно спознание, како и секое прифаќање на некои темелни вистини, а тие да не се проверени. Скептицизмот учи дека не е можно да се спознае објективната вистина, па затоа мудро е да се воздржуваме од било какво тврдење. Реализмот и идеализмот се спротивставуваат во однос на прашањето за предметот на спознанието. Наивниот реализам смета дека нашите представи и поими се пасивен одраз или слика на реалните предмети и стварите се баш такви како што ги перцепираме или замислуваме. Критичкиот реализам смета дека меѓу нашите мисли и стварите постојат сличности, но и битни разлики. За идеализмот, целокупната стварност е само израз на идејата како едно вистинско битие, кое со самото свое обстојување овозможува и обстојување на светот, на суштествата и негово спознавање.